Добро утро до сите оние кои што се на фреквенција на Телма телевизија. Утринава преку вклучување на лице место ќе го одбележиме денешниот ден, односно меѓународниот ден на бубрегот, кој што се одбележува секој втор четвртак во месец март. Ќе напоменеме многу повеќе за тоа каква е статистиката, колку од нашето население страда од бубрежни заболувања, но исто така и која е најчестата причина токму за оштетување на бубрезите. Многу повеќе во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Павлина Балиска, која е дел од Сдруженијето на фронт. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро до вас, до сите гледачи на телевизија Телма, и ви благодарам што секоја година сте поддржувачи на кампањата на Светскиот ден на бубрегот, кампања која што веќе 20 години поред Сдруженијето Нефронија спроведува во Македонија. Токму така, често доаѓаме токму по повод тој ден и го гледаме колку што можеме, нели, да го одбележиме во нашата утринска емисија. Ќе прашам и оваа година денеска како ќе се одбележи самиот ден? Денот на бубрегот не го одбележуваме само денес, туку со низа на настани во текот на целиот месец март и во целата земја. Меѓутоа денеска е централниот настан од 11 часот во граѓанскиот ресурсен центар, каде што во присуство на институциите, медицинските установи кои што пружат нефролошка нега и општествено одговорни компании кои што ги поддржуваат активностите на Сдруженијето Нефрон, ќе имаме една интерактивна дискусија и дебата за да пронајдеме начини како понатаму она што веќе го има во Македонија да го унапредиме и граѓаните да добијат што посоодветна и подостапна нега. Инаку во рамки на одбележување на Светскиот ден на бубрегот, низ целата земја има многу акции за превенција, рана детекција и едукација на населението за важноста на бубрежните болести. На плоштадите во многу градови ќе има мерење на крвен притисок и на диабет, ќе се делат совети за зачувување на бубрежното здравје. Во многу училишта и детски градинки ќе се учат децата за превентивни однесувања, како да го зачуваат своето здравје, и на многу медиуми ќе има емисии кои што пак треба да допрат до целото население за важноста на раната детекција и откривање на бубрежните болести. Во текот на одговорот велите со овие активности се бориме за да дојде до посоодветна нега на лицата со бубрежни заболувања. Што подразбираме по таа посоодветна нега? Што им недостасува на овие лица? Здравствениот систем во Македонија со своите предности и недостатоци секогаш има простор за подобрување. Така бубрежно болните лица кои што се наоѓаат во петиот стадиум на болеста, односно оние кои што се на дијализа и имаат потреба од трансплантација, пред се имаат потреба од подобра терапија, современа терапија и достапна терапија до секој пациент во местото на живење. Од друга страна, важноста на донирањето на органи за трансплантација е многу важна тема и ние сакаме да поттикнеме секој еден граѓанин да размисли за можноста за донирање на органи со како би спасил нечiji живот. Здравствениот систем функционира, меѓутоа секогаш има простор за унапредување и повеќе можности за граѓаните. Кажете ми што велат статистиките, како се движат бројките, односно колку од нашето население страда од овие бубрежни болести и дали всушност и младите се зафатени од ова? И во светски рамки и во Македонија 10% од населението има некоја форма на бубрежна болест. Во светски рамки тоа би значило 850 милиони луѓе да имаат некоја форма на бубрежна болест, но не се сите тие лица кои што зависат од дијализа и трансплантација. Поопасни се крајните фази на бубрежната болест, односно од третата до петата фаза, кога е потребна континуирана терапија, дали медикаментозна или во крајната фаза дијализа или трансплантација. Во Македонија се проценува дека од третиот до петиот стадиум на бубрежна болест има околу 100.000 граѓани, а на дијализа се 1600 граѓани. На перитонеална дијализа се 20 граѓани и околу 200 лица живеат со трансплантиран бубрег.
За жал, бубрежната болест не бира ниту возраст, ниту пол, ниту било каква припадност и подеднакво се застапени, односно можат да заболат сите. Секако дека кај повозрастните граѓани е позастапена, но не се ретки случаевите кај помладата популација и позастапена е кај ризичните групи. Групи од ризик се луѓето со дијабетес, луѓето со кардиоваскуларни болести, луѓето кои што се обезни, односно со дебелина, пушачите и луѓето кои што на некој начин се фамилиарно, односно генетски засегнати со бубрежната болест. Од што најчесто граѓаните бараат помош од вашето здружение? Дали често има повици, бараат помош, се јавуваат за некои дополнителни информации? Здруженијето Нефрон е граѓанска организација со долгогодишно искуство. Ние функционираме 23 години и канцеларијата која што работи за потребите на пациентите на дијализа, посебно и трансплантираните лица, работи во повеќе сегменти. Ние сме еден начин сервис на поддршка на бубрежно болните лица. Преку здруженијето се остваруваат одредени права од областа на социјалната заштита, психолошката поддршка, правна заштита, остварување на бенефиции и поволности во рамки на законските можности во институциите, така да нашата соработка со сите центри за дијализа е на многу високо ниво. Ние имаме ограноци во секој центар на дијализа и едноставно сите права се обраќаат, се остваруваат преку здруженијето. Од друга страна, секој еден граѓанин може да се обрати во здруженијето за било каков совет, помош и поддршка што се однесува на бубрежните болести. Благодарам многу за одвоеното време, што имавме можност и годинава да го одбележиме овој ден во нашата утринска емисија и да се надеваме дека со вакви вклучувања ја подигнуваме свеста во јавноста дека е важно да се обрне внимание на лицата кои што имаат бубрежни оштетувања. Ви благодарам и на вас. Уште еднаш би сакала да ја испратам пораката дека раната превенција и навремено откривање на бубрежните болести може да го спречи нивниот напредок до крајна фаза и затоа би апелирала до секој еден граѓанин, особено граѓаните кои што се во ризичните групи, најмалку еднаш годишно да прават проверки на бубрежната функција. Бубрежната функција се проверува многу лесно со едноставни проверки преку крвта и урината, доколку има потреба се упатува на понатамошно следење, но доколку се открие во рана фаза може многу да се заштити и да се спречи нејзиниот напредок. Благодарам многу уште еднаш. Пред самиот крај ве поздравуваме од здруженијето Нефрон. Доколку ви треба било каква помош поврзана со оваа тема, слободно може да се обратите до здруженијето или пак доколку ви треба некоја информација.